Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова телма амбуланта. Во денешната емисија ќе зборуваме за машкото здравје. Кога кај мажите ќе се појави еректилна дисфункција, игнорирањето на проблемот не е решение, бидејќи во половиот орган не стига доволно крв, а тоа може да биде последица на различни здравствени состојби, како што е несакани ефекти на лековите, потоа стрес, дијабетес, покачен крвен притисок. Ризик факторите кои што доведуваат до еректилна дисфункција се слични на ризик факторите кои што се поврзани со кардиоваскуларните болести. Кога пациент ќе се појави на уролог со ваков проблем, треба ли најнапред да се испита здравјето на срцето и крвните садови? Дали можеби еректилната дисфункција е вовед во коронарната болест? На оваа тема, мощна деликатна, денеска разговараме со професор доктор Сашо Дохчев, уролог-хирург, директор на Универзитетската клиника за урологија во Скопје. Останете на телма, стартуваме веднаш по рекламниот блок. Колку често еректилната дисфункција, односно импотенцијата, е кардиолошки проблем? Дали е всушност овој проблем најава, односно вовед, кон сериозни болести на здравјето, односно болести на срцето и на крвните садови. Денеска гостин во студиото ми е, како што најавив, почитуваниот професор доктор Сашо Дохчев, уролог од Универзитетската клиника за урологија, воедно нејзин директор. Професоре, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Ви благодарам на поканата и многу убав повод. Еве да подсетим уште еднаш во овој месец на машко здравје, што е битно за очувување и унапредување, не само на очување, но унапредување на машкото здравје. И тоа да не биде само овој месец, да не се сватиме и погрешно дека само овој месец треба да обрнува внимание, него низ целата година да се обрнува внимание, затоа што подобро е да се спречи нешто отколку да се лекува. А посебно за темата која начнавте, тука имаме навистина доста за не постои здравствени теми што треба да се избегнуваат или да не е непријатно. Па не, иако е беззаздена тема навидум, иако не е животно загрозувачка, меѓутоа е сепак е многу битна за очувување, рековме, на здравјето и психичкото здравје, не само и анатомското, него и кај мажите тоа предизвикува навистина. Се ефектира во различни сфери од животот. Се ефектира, иако не е карциномско заболување од кое навистина имаме страф и тука не смееме да сгрешиме, а и овде веќе имаме тема и тоа тема за дискусија навистина. Широка тема. Широка тема. Започуваме од тоа, за еден пациент да сметате дека има еректилна дисфункција, односно импотенција, колку долго треба да перзистира проблемот со потенцијата, односно сексуалната немоќ? Има дефиниција. Меѓутоа дефиницијата кај пациентот не значи ништо, бидејќи тој го чувствува проблемот. Дефиницијата е во последните 6 месеци да има неможност за нормална ерекција или за недоволна ерекција. Не е само за неможност, него и за недоволна ерекција и во 50% од обидите кога има сексуален акт. Тоа е дефиницијата. Меѓутоа дефиницијата на пациентот не значи ништо кога тој проблемот го има актуелен. Импотенцијата, како што порано се нарекуваше, сега се нарекува новата терминологија еректилна дисфункција, има причините ли се во две групи поделени: психогени и анатомски, односно проблеми кои за жал многу тешко се решаваат. Психогените се добро е што е така, повеќето се психогени, посебно се јавуваат кај младите мажи до 40-50 година, предизвикани секако од разноразни стресови во фамилијата, во секојдневието, на работното место. И можам да констатирам дека од тие поранешни јавувања, да кажам, на преглед во нашите ординации, има напредок. Се почесто и почесто мажите се охрабруваат. Да зборуваат и да се јават на лекар. Да, порано беше навистина една табу тема. Зборам за пред 20-30 години. Јас сум повеќе од 30 години на клиниката за урологија. Порано, навистина, уште од врата кога ќе влезе, јас познавав кој пациент за што е дојден. Зашто они се срамежливи, збунети, гледаат лево-десно, дали некој ги слуша, дали сме сами во ординацијата, за да може да прокоментираат нешто во таа насока. И се нешто ќе кажат од околу, и јас ќе знам веќе за што се работи, директно ќе опрашам и тогаш се одмотува клопчето. Сега веќе не е така. Сега веќе не е така и добро што е така, веќе повеќето посебно за младите мажи. Значи, младите се похрабри. Да, похрабри се и добро. Споделувањето на проблемот и потребата за решавањето. Зашто имаме решение. Решението не е кај нас.
Добро е што доаѓаат, не е на урологија, него е на психијатрија, што е добро. Значи, Но некогаш и на кардиологија. Ќе видиме на кардиологија е тоа е друга тема, да. Тоа може да е повеќето е тоа причина за постарите, повозрастните, меѓутоа има и кај млади, за над 40 година зборам, затоа што секоја импотенција, односно еректилна дисфункција, може, ако потрае неколку години, не една, две до 5 и до 6 месеци, него ако потрае неколку години, секогаш треба да ни насочи да нешто испитаме во коронарната болест, таму на кардиолозите, односно да испитаат, да ги насочиме колегите, пациентите кај колегите од кардиохирургија, или кардиологија. Може да се крие, да, може да се крие таква потенцијална опасност за коронарна инсуфициенција. Ги сметате ли вие пациенти, повозрастните, кога ќе се јават со проблем со еректилна дисфункција, за болни со кардиоваскуларно заболување, се додека не се исклучи заболувањето? Да, кај повозрастните почести се овие органски причини, да кажам, што се многу посериозни за решавање, тоа се најчесто кај хроничните заболувања, како што се диабет, алкохолизмот хроничен, хипертензијата хронична која не е лекувана, некои метаболни синдроми, пореметување во метаболизмот, обезноста, исто гојазноста. Така, можеме да ги видиме ризик факторите. Да, високи се процентите. Така? Во 65% од случаите некаде во литература најдов дека, и тоа се светски податоци, дека 65% од таквите пациенти имаат еректилна дисфункција, што е висок процент. Со покачена телесна тежина, што се? Не само покачена, него сите овие фактори што ги наведовме. Ајде да ги видиме, има повеќе фактори кои што може да придонесат за еректилна дисфункција, тоа се дебелина, покачен крвен притисок, покачени масти во крвта, физичка неактивност, хроничен стрес, метаболен синдром, лошо контролиран шеќер во крв. Имаме уште еден теолог, професоре, ноќна апнеа, болести на црниот дроб и да ги видиме останатите, бенигна хиперплазија на простатата, проблеми со хипофизата. Навистина многу проблеми. Еве дебелина, покачен крвен притисок, покачени масти во крвта, овие фактори се некако поврзани меѓу себе. Поврзани се, да, поврзани се. И се истите всушност што може да предизвикаат кардиолошки болести. Да. Исто и доведува до, да не ги наречам трајни промени, меѓутоа до нерешливи промени на атеросклеротични? Да, на крвните садови. Ерекцијата зависи од полнењето на пенисот со крв. Значи, така е всушност изгледа нормалната ерекција. Да. Така, тоа е она што доведува до ерекција. Значи, сите тие фактори мора да видат, пред се психичкото здравје мора да види. Значи, ерекцијата се контролира од мозокот. Од мозокот, така. Физичката неактивност? Физичката неактивност е исто голем проблем. Така да... Ноќната апнеа? Да, и тоа е еден синдром кој е малтене нерешлив. Има сега некои апаратчиња, тие се слип апнеа се вика, апаратчиња кои се користат. Али најчесто се регулираат овие дебелината, покачен крвен притисок, тие сметаат многу и затоа шекерот во крвта и така. А бенигната хиперплазија на простатата и тоа може да доведе? Бенигна хиперплазија на простата не доведува директно до еректилна дисфункција, меѓутоа лековите кои ги даваме ние знаат да доведат до така наречена импотенција или еректилна дисфункција. Меѓутоа, во тие студии што ги има, посебно последната, така наречена комбат студија, која навистина е релевантна по своите податоци, покажува дека, бидејќи лековите се даваат долгогодишно, најдобро е од 2 до 4 години. 4 години најдобро се зема лекови за комбинирана терапија за бенигна простатична хиперплазија, за да имаме некаков ефект. И има ефект. Меѓутоа, во првата година доведува до проблеми со ерекцијата, значи до импотенција. Меѓутоа, испитувањето покажало дека во втората, третата и четвртата година практично се враќа потенцијата на она ниво на кое било на почетокот. Сега возрастните луѓе над 60-та година, обично тие се лекуваат за бенигна простатична хиперплазија, не е веројатно на највисок степен на одржливост еректилната функција, меѓутоа и таа се враќа на почетокот. Значи, не треба да се плашат пациентите да ги земаат терапијата, бидејќи во тек на лекувањето се реверзибилен е проблемот, нема да остане траен проблемот со ерекцијата. За жал кај оваквите овие што ги кажавме ризик фактори, посебно кај овие хронични. Кога ќе се оштетат тие крвни садови. И тука веќе многу малку сме мокни на некој начин да помогнеме со било какви интервенции. Има такви интервенции кои јас лично не ги работам, меѓутоа
тешко доведуваат до нормално воспоставување. Меѓутоа има и помокни лекови кои помагаат. За среќа. Порано имавме па лекови. Порано пред 30 на години пред да се измисли да кажем револуцирано откритие Виаграта. Виагра е познат лек кој случајно е откриен. Експериментирајќи Како лек за притисок. Како лек за подобрување на коронарната циркулација. Како вазодилататор. Експериментирајќи во Pfizer, во америчката компанија, и виделе дека во тек на испитувањето испитаниците кои се доброволци, нели, имаат многу поголем ефект се постигнати на полните органи него на коронарните крвни садови. И од тогаш е почната таа револуционерна идеја за лек за потенција. Професоре, детално ќе зборуваме за лековите. Јас само би сакала да ве прашам што е со хипофизата? Зошто таа би создала проблем? Па тоа се тие пореметувања во Тие тумори што се Не, тумори, да, на хипофизата, тие се оние пореметувања во лачење на машките хормони. Без машки хормон, без тестостеронот, тешко дека ќе се постигне било каква ерекција. Инсуфициентност на тестостеронот. Така. А споменавте дека треба тука да додадеме и алкохол. Алкохолизам, да, таму па алкохолизам, алкохолот бидејќи некој вела дека една чашка алкохол ги опушта. Стимулативно делува. Да, дека пред стимулативно сексуалниот чин дури се делува. смета дека една чашка алкохол до 2 ја дури и позитивно во тие сексуални предигри, нели, пред да затоа што и тоа е битно, не е само да и за лековите кои ќе збориме, не само лекот да се земе па да чекаме ние сега од небо да ни падне способноста еректилна да се потенцира, него треба да има и сексуална стимулација, значи треба да има зголемено либидо за да може да се ефективира. Стигнавме до либидото. Да. Дали е исто либидо, односно желба за сексуална интеракција со партнерот и еректилна дисфункција? Тоа е многу важно. Без тоа нема еректилна дисфункција. Многу е битно. Многу е важно да има јако либидо за да се дојде до добра еректилна функција. Иначе без тоа нема. И лековите не делуваат. Ако нема зголемено либидо, да имате сексуален партнер, све е тоа. А има ли некои ерекции кои што не се директно поврзани со либидото? Има и токму е она што да не го забравиме. И тоа тука можеме да разграничиме, бидејќи немаме ние некој функционален тест, да кажеме, кој можеме да процениме, бидејќи пациентот доаѓа и кажува, сега ние не знаеме дали е тоа навистина еректилна дисфункција или не. Има еден тест кој е многу едноставен, посебно кај младите мажи, бидејќи тука е најчесто проблемот. Ноќната ерекција. Ноќната ерекција, ако е очувана, тогаш е све здраво. Значи е психичка. Психички е проблемот и лекувањето ќе Има неколку такви ерекции во текот на затоа што ноќта, една, две. Да, ноќните ерекции, посебно кај младите мажи, се чести. Тоа е. Па како ти да зна до текот на ноќта при спиењето дали имат или нема таква? таква? Кога се разбудат, тогаш е тоа. Тоа е Тоа она исто што што и може да го утринската примети. ерекција. Да, исто. Затоа што за време на спиењето короната на големиот мозок е исклучена, иначе нема спиење, таа не работи. И со организмот раководи тој систем автономен кој не престанува да работи. И тогаш се е доказ дека навистина нема органска причина. Значи, доколку имаат пациентите утринска ерекција, тоа значи дека психолошки ме проблемот. Психолошки дека е 100% лекувањето сигурно. Посебно на психијатрија. Од нас тешко дека ќе добијат некој совет у тој дел, меѓутоа затоа се тука психијатрите да со тие нивни разговори, лекови евентуално ако даваат. Вашето искуство што вели? Успешни се? Успешни, да. Успешни и пациентот мора да ја прифати нормално терапијата за да се подвргне на таква терапија, затоа што кога кажете некојаш на пациентот треба да идеш на психијатар, они сметаат дека нешто се случува, дека ајде да не речам дека имаш проблем со психата, дека е тоа тешко расстройство. Не е така. Стресот, значи стресот е најголем проблем. А каква улога игра возраста кај ерекциите, односно еректилната дисфункција, импотенцијата, поврзана ли импотенцијата со старењето или не? Па не е поврзано. Ако и кај повозрасните мажи не е проблем ако немаат овие хронични заболувања кои не ги оштетиле крвните садови за време на животот, така да немаат проблем. Што тоа значи на зрели години може да имаат нормални може да се има, да. Сексуални односи со партнерот? Сега некоја на млади години, сигурно. Веројатно и желбата е помала, така да сигурно некако кај младите, али очувана е функцијата. Што тоа нема некоја граница, меѓутоа посебно ако и либидото е очувано, да, рековме дека сексуалниот партнер е многу битен да предизвика, да кажам, такви чувства и тука нема проблем. И
повторно ќе ги потенцирам лековите, кои многу секогаш кога ме прашуваат дали е тоа безбедно. Не да е безбедно, него е најбезбедно. Дури има такви студии да помалку смртни случаи се забележани од употребата на вакви лекови, отколку, например, од аналгетици. За Виагра зборуваме? Збориме за Виагра. Само тие се лековите кои ги признава нашата модерна медицина. Имате палета на лекови, нели? Па има и на интернет се нудат, кажем, од по растително телевизиите. потекло, од природни состојки. Кои што помага да се зголеми потенцијата. Да, може би помага, тука не сум стручен, не коментирам за тоа. Затоа што Но не ги препорачуват. Не. Тоа не се лекови, тоа се убаво, нашата номенклатура е многу јасна. Тоа се суплементи или уште поубав е преводот, додатоци на исхрана. Многу убав преводот. Значи не се лекови. А сега некој, дали тоа има плацебо ефект, дали само сугестија, па реков ја психолошката импотенција, односно еректилна дисфункција, лечење, па се и тој плацебо ефект некојаш делува. Не од лекот, него и од тоа дека земате нешто што ќе доведе да помогне. А иначе овие лекови се докажени, јас зборам за медицина базирана на докази, за ништо друго. Колку често може да се земаат овие лекови? Може, еднаш на ден може слободно, посебно кај повозрастните мажи тоа е сосема доволно. 50 до 100 милиграма тука е дозволената граница. Сега Виаграта е првиот лек, тоа е силданефил по генеричко име, кој е модифициран веќе во неколку наврати и се подобрени неговите својства. Значи има и втора и трета генерација, кои веќе делуваат навистина сигурно. Имаат многу малку контраиндикации. Доколку некој има кардиоваскуларно заболување. Сега тоа, тука се тие контраиндикации. Ако има некој верифицирана коронарна инсуфициенција, свеж инфаркт на миокардот, прележан свеж мозочен удар, се мисли во првите неколку месеци, има некои интеракции со некои лекови антихипертензиви и антидепресиви, така да тоа се многу мал број на контраиндикации. Значи лековите се сигурни за земање кога немате вакви контраиндикации, така да пациентите воопшто да не се плашат. Негативноста им е што не идат на рецепт, што треба да се земаат со пари. Не се многу скапи. Околу 500-600 денари, така ми се прифатлива сума за така за нормален сексуален живот кој што секако има. Кај младите не се препорачува тоа. Кај младите не. Зборам за повозрастните. Кај младите рекоме. Од која возраст нагоре? Па нема се, зависи тоа. Од 60 да нека биде нагоре. А пробуваат ли младите пред да се јават на лекар да земат Виагра? Па ретко. Имаше и такви примери, неколку мислам во мојата ординација, имаше и такви, тогаш им забрани. Нема никако викам, никако. За вас тоа не е препорачено. А па под 18 години тоа е строго забрането. Нема потреба од тоа. Они може да земат, ама нема потреба. Зошто? Професор, има и некои креми кои што се нанесуваат директно на половиот орган? Има, реков да порано да се става инекции, простагландини, витамини у телото на пенисот. Меѓутоа, тоа е све со по мене недоволно за постигнување на ерекција. А доколку веќе некој има оштетување на крвните садови во половиот орган и земе Виагра, тогаш ќе се реши проблемот? Сега, оштетувањето не само на крвните садови, заборавивме тоа да споменеме, дека и при некои наши интервенции, зборам и за уролошките и за абдоминалните операции. Кај абдоминалните хирурзи и операциите на дебелото црево, кои се доле во малокарлице, да, тука проаѓаат нервите, а посебно кај нашите интервенции, кај радикалните операции, кај карциномите на мочен меор и кај карциномите на простата. Тука, дури имаме ние техника, наречена сочувување. Тука проаѓаат нервните и васкуларните петолки за снабдувањето на половите органи со крв и нервните завршетоци. Ако се оштетат тие за време на радикалните операции, се зависи од кој стадиум е карциномот, некојаш ги стедиме, некојаш не. Затоа имаме и така наречени презервирачки операции, кога можеме да го заштедиме тој проток на крв и на нервите, тогаш бар едната страна, бидејќи од двете страни проаѓаат, бар едната страна тогаш е очувана функцијата. А ако ги оштетиме и двете, тука е дефинитивна е импотенцијата, односно еректилната дисфункција. Има некои студии да се даваат при ваквите интервенции веднаш овие лекови за потенција, како што се Виагра и останатите Циалис и Левитра, тие се најчестите. Зависи од која фирма се произведени. Веднаш после радикалните операции да се даваат вакви лекови. Веднаш да му се даде на пациентот, првиот, вториот постоперативен ден.
Што не знам, од пракса немам многу искуство, литературата кажува дека има ефект, ама еве и тоа е како можност. Ако не сме сигурни дали сме ги сочувале, затоа што тие не може да се видат со голо око. Така. Да, нервите и тие се толку ситни да не можеме да ги видиме, али од ние знаеме каде проаѓаат и затоа правиме презервирачки операции. Каде што е можно, али не на уштрб, да кажам, на радикалитетот на операцијата. Подобро е да се извади карциномот, него да оставиме дел од карциномот во организмот, а да сочуваме потенција. А дали на потенцијата влијае и одстранувањето на тестисот, понекогаш се јавува карцином на тестис? Не влијае. Ако рековме, тестисот се отстранува како извор ради карцином, меѓутоа има извор на тестостеронот. Рековме, без машкиот половен хормон нема ни потенција, нема ни секундарни машки карактеристики да се развијат. Има, ако веќе едниот тестис е сосема доволно еден тестис нема никаков проблем за солидна ерекција. Двата тестиса имаме и такви случаи кога се вадат, посебно кај билатералните тумори на тестисите, најчесто се тие семиноми. Тогаш се вадат без никаков проблем, мора да се извадат тестисите. И после се дава субституциона терапија. Има тестостерон кој се дава депо. Орално преку уста? И инекции има и што се вградуваат, така да нема никаков проблем и од таа страна. Професор, обично на која возраст се јавува некаква форма на еректилна дисфункција кај мажите? Кога тие може да очекуваат некакви вакви промени? Рековме, кај младите мажи може веднаш да се јави, зависи од психичката состојба, зависи од зборувам за мажи кои што се психички здрави. Кажавте дека старењето не е директно поврзано со еректилната дисфункција, ама веќе над 70 години сигурно дека ќе се јави. Значи дури тогаш тогаш значи не е нормално негде на 30-40 години да се јави некогаш ваков проблем. Рековме дека тоа ако се јави тогаш е предикторен фактор да се испитаат кардиоваскуларни заболувања ако трае веќе неколку години тоа. Али такви проблеми се ретки затоа што тоа се психички проблеми. Психичките проблеми не доведуваат до да се подвргне пациентот на испитување за кардиоваскуларните заболувања. Затоа викам, стресот е најголем проблем, посебно во денешно време, каде што имаме многу состојби кои предизвикуваат стрес и треба да бидеме имуни на сето тоа, а не можеме да бидеме имуни, за жал. Дел сме од ова општество, не само нашето, светското општество. Така да многу често се јавуваат сега веќе и добро е што се јавуваат на прегледи за да можеме да им помогнеме. Така, јас најдов еден податок што вели дека се повеќе млади мажи страдаат од еректилна дисфункција, порано се сметало само 5 до 10% помлади од 40 години дека имаат еректилна дисфункција, но една понова студија покажува дека процентот е 26%. На 20, така е. Тоа значи дека современиот начин на живот директно влијае, можеби само довербата преку социјалните медиуми. Или сега тој идеал како треба физички да изгледа. Еден неуспех предизвикува големи проблеми. Вториот неуспех при сексуалниот чин, веќе пациентот не да чувствува недоверба, него има и срам ако е посебно со исти партнер, што се очекува дека треба да се покажете да видите маш на некој начин. И неуспехот доведува до тотален крах. Психичко растројство. Ке зборам за младите мажи, кај повозрастните реков, и да не се успе, утре ќе биде, другата недела ќе биде, не е битно. Меѓутоа, за кај младите веќе сериозно заболување. Затоа рековме, многу голем проблем за решавање, ама добро е што има решение. Има решение. Професоре, постојат ли начини за испитување во вашата амбуланта, дали проблемот е психички или пак органски? Немаме читав со некои инекции директно кои што се ставаат. Порано се правеа некои кавернозографии, не знам, на рентген. Значи веќе тоа ништо не се применува. Не, испитување на протокот на крв, не може тоа да се испита, не е доволно тоа. Така да нема некој таков тест за да го пратиме пациентот за да се осигураме. Ова е ноќната утринска ерекција. Ако ја има таа, тогаш е безбедност голема. А оние кои што имаат веќе некакви нарушувања здравствени, сега сето тоа ставило последица, што кај нив се советува? Хируршко лекување? Крајната инстанца, кога веќе некој сака, кога не можеме да му помогнеме на било кој начин, е хирургијата. Така е. Меѓутоа, тоа е веќе дефинитивно оштетување на кавернозното тело на пенисот. Протезите. Вештачките протези.
Тоа е многу популарно во Америка, во Европа сега почиња да се практикува. Кај нас се уште не сме до толку земале предвид да ги пласираме тие протези. Веројатно ќе мора да почнеме, посебно кај помладите колеги ќе треба тоа да го инсистираме, и како директор зборам се, мораме и ние да во Македонија почнеме и со такви методи на оперативни методи на решавање. И имаме соработка у Србија веќе е тоа доста применливо, неколку колеги од таму се бават, ама исклучиво со тоа се бават со такви проблеми, така да имаме контакт со нив и можеби ќе ги повикаме на една соработка еднаш-два пати да дојдат да видиме како тоа го работат. Сметате дека има интерес? Па Кај нас има, ама се уште пројавуваат нема таков интерес. Меѓутоа ќе мораме, на клиника мора да има се. Знаете, мораме да ги решаваме ние. Сите методи оперативни мора да ги имаме. Од трансплантација која работиме, па се до оваквите навидум незначајни, меѓутоа ќе дојде пациент на кај млади тоа не треба да се практикува. Меѓутоа кај постар, 70-80 години, веќе здрав човек ќе каже сакам да имам, ќе запознае некоја млада особа, каже некоја партнерка која сака, сакам протеза. И тие се добри, има многу добри техники на операција и ќе мораме тоа. Мислам дека на повидок сме на договор. Сега тоа малце скапаме тоа да види тие се доста скапи протезите по ќе видиме колку се, ама и тоа мораме да го што со направиме. оние прстени, некои пумпи има за постигнување ерекција? Да, има и такви методи, ама тоа рековме, тие се уствари протезите се такви, на пумпици се, да, така да пациентот кога сака може да постигне ерекција. Мораме тоа да го направиме, така е. Мораме да имаме и таква метода. Значи, вашиот совет за овој сегмент од интервјуто што разговаравме е да си се јават на време на лекар, бидејќи постои решение, но... Кај психичката импотенција, кај еректилна дисфункција е 100% излекување. Кај други органските се проблематични. За среќа тие се кај повозрастната категорија. Така, но и ако веќе споминавте дека може да биде вовед во коронарна болест, исто така е многу важно навремено да се јават на лекар за да се исклучат некои сериозни заболувања на срцето и крвните садови. Ако трае 2-3 години, веќе е сериозен фактор предикторен за да се јави на кардиолог да се види состојбата, посебно со коронарните артерии. Сега ќе продолжиме со тестисите, кои што и веќе споминавте, излачуваат меѓу другото тестостерон, се многу важни за повеќе фактори на машкото здравје. Се советува да се прави преглед, само преглед, за да се исклучат одредени болести, како што е карциномот. Тестисите се за среќа достапни на палпација. Така, и не само на само преглед, него и на преглед на партнерките при сексуелниот чин. Па некогаш вело дека партнерките ги забележале всушност промените пред да ги забележи самиот маж. Така е. Како изгледа здрав тестис и всушност на допир како изгледат оние промени кои што тврдина. Треба да предизвикаат нема болна осетливост, загриженост. Да. Никаква болка? Никаква, скоро нема, неодредена. Болка која е занемарлива. Значи промена во самиот тестис, зашто во тестис во скроталното кесе има еден друг орган, тоа е епидидимот, кај што се изведуваат спермиумите. Таму нема тумори во тој дел. Меѓутоа во тестисот, ако се напипа, тоа е искусен уролог може тоа да го каже. Меѓутоа било каква промена да има, не мора да значи дека е тумор. Било каква промена или на кожата или на тестисот или да се алармира за да дојде. Па ние сме тие кои ќе процениме дали има тумор на тестис или не. Посебно кај младите мажи до 40 годишна возраст. Тука е ризичната група. Над 40 годишна возраст скоро и да нема карцином на тестис. Има од овие семиноми што пред малку ги спомнав, меѓутоа тие се доста ретки. Доста ретки, али до 40 годишна возраст треба да се само преглед да се изврши, затоа што раното откривање на овие тумори на тестис е многу важно. Многу е важно за да се лекува на време, зашто се многу малигни. Го сваќат ли мажите сериозно овој проблем, кој ќе напипаат нешто се јавуваат веднаш на лекар? Зборам за оние помладите кои што се помлади од 20 години. Се јавуваат. Сега веќе ретко имаме откривање на тестиси, на тумори на тестиси во подоснежен стадиум на развој со метастази. За жал сега имавме баш двајца пациенти во скоро време, еден е мој.
Меѓутоа, во таква фаза, со метастатски депозити. Меѓутоа, пациентот не можел и да сакал да примети нешто на тести, зашто тоа беше една дискретна промена практично, која само искусен уролог може да ја напипа и да го прати на ехо за да се верифицира и на магнетна резонанца, каде веќе го има туморски маркери во крвта, имаме специфични туморски маркери. Ако ПСА? Не ПСА, ПСА е за простата. За Овие се простата, туморски така, маркери, да. алфа-фетопротеин и бета-КЦГ. Ако се тие покачени, тогаш нема дилеми дека треба да се оперира и да се извади тестисот. Дури ако се благо покачени, укажуваат на карциномска промена? Некогаш се мирни, некогаш и се мирни. Бидејќи ПСА-то нели некогаш може да е благо покачено, но то не е значи секогаш дека има карцином. Значи овие се многу поосетливи маркери. Поосетливи. Меѓутоа има и нормални туморски маркери, а има карцином. Посебно кај овие семиноми, кои се најдобрата варијанта од сите карциноми. Реков, многу се малигни и треба на време да се лекува, да се извади тестисот. После има ние така наречена сендвич терапија, и викаме, кога се дава цитостатска терапија, за да се спречат метастази, или ако има метастази верифицирани, посебно во ретроперитоналните лимфни јазди, каде што најчесто метастазираат карциномите, тука имаме и оперативни методи со вадење на комплетно на сите жлезди, па потоа цитостатска терапија, така имаме можности за лекување. Има можности и најчесто и да резултатите се добри доколку болест е фатена во рана возраст. 100% излекување. Но сега повторно се враќаме на еректилната функција, односно дисфункција. Мажите што ќе останат без тестис, веќе имаат психолошки проблем. Да. Се јавува проблем со потенцијата, има ли начин? Нема никаков проблем со психолошкиот. Но има ли начин за да се стави некаква протеза? Има, така е. И ја вградувате ли на клиниката за урологија? Да. Какви протези се тоа? Пак треба пак поврзано со парични средства. Значи мора сами пациенти да купуваат. Многу га се работи сега за психичко здравје, за нормален сексуален живот. Се ставаат протези, да. Кој сака? Сложен е тој зафат? Не, воопшто. Самата операција на отстранување на тестисот е толку едноставна да тоа не треба ни повеќе од пола сат. Тоа е една од најлесните операции. Меѓутоа ефектот е многу голем, тоа ако е на време направено. Иначе операцијата како операција ништо посебно не е. Зголемен ли ризик за карцином на тестис имаат мажите кои што во детството се соочиле со проблем како што е неспуштен тестис или пак мигрирачки тестис? И може ли мигрирачкиот тестис да обстојува подолго во животот, па да направи проблем на 20, на 30 години, да остане горе, па еве да се развие карцином? Да, кај нас на клиниката за урологија ние не се занимаваме со тоа, затоа што кај нас постои детска хирургија. Така. Детските хирурзи се одговорни за тој дел, бидејќи они ги лекуваат децата од сите аспекти, па и од овој аспект. И сите тие неспуштени тестиси, мигрирачки, тоа се два ентитети, убаво ги посочивте, кои треба да се разграничат. Неспуштени тестиси, они ги оперираат и они ги решаваат. Се смета дека до 2 годишна возраст, после регањето, нормално, треба да се спуштат тестисите во скротумот, оперативно. Тие скриени тестиси или крипторхизам, како што се нарекува. Мигрирачкиот тестис не се оперира. Затоа што тој има фаза кога е доле, кога е горе, тој има појачан, така наречен кремастер рефлекс и тој мигрира и тој не се оперира. Како ќе старее детето, како ќе ги добива оние секундарни машки карактеристики, над 11 зависи кога ќе фати пубертетот, самиот тестис ќе се зголеми и самиот ќе натежни и ќе остане во скротумот. А крипторхизам, кога имаме, или ретенција на тестис, како што уште се нарекува, мора да се оперира. Така. Има примери кога и во подоцнената возраст се оперира. Не треба да се пропушти операција. Мора да се оперира. Токму од ова страф од развивање на некаков си карцином на тестис. Па и намалување на плодноста меѓу другото. Намалување на плодноста, тука се губат веќе над 2 годишни возраст, се губат оние способноста на тестисот да создава сперматозоиди. Меѓутоа останува пак хормоналната функција. И затоа треба да се спушти, односно да се оперира и да се спушти и да биде достапен на палпација. Зашто тие тестиси посебно треба да се внимава во тек на животот. Да не се развие некаков тумор.
Може ли ке возрасен маж во одреден период од животот да не бидат достапни на палпација тестисите? Опасна ли е таа состојба ако се кренат нагоре? Да, рековме, значи мора да се спуштат тестисите, токму од овие причини. Не, доколку биле спуштени се случи да се кренат, кога се спуштени више си не. Готово такво нешто. Тоа си останува тој тип на проблем нема. Затоа нема. мигрирачкиот тестис не се оперира. Да. Може тоа цел живот да биде присутно? Како рековме старе, не може. Како старе детето, значи кога ќе ги добие у повртетот секундарните карактеристики, Ќе се реши. Ќе се реши самиот тежината на тестисот сама ќе допринесе да се спушти. А што е со плодноста кај оние мажи кои што се со еден тестис? Нема никаков проблем. Еден тестис исто како со два, само да биде функционален, исти број на сперматозоиди и све тоа, така да од таа страна нема. Ние им советуваме, еве, кога ќе направиме вадење на тестис ради карцином на тестис. И сега ако процениме, а најверојатно секогаш треба да се дава цитостатска терапија. После лекувањето, ги тераме да младите мажи дадат сперма во банка, да се таа презервира, зашто при примањето на цитостатската терапија ќе се оштати сперматогенезата на другиот тестис. Него ништо нема да му биде на функционирањето на хормоналната активност на тестисот, меѓутоа сперматогенезата ќе се уништи комплетно. И затоа и тој проблем сме го решили, мислам не ние, него медицината воопшто, со давање на спермиуми, сперма во спермалните банки у Македонија ги има. Каков бил најмладиот пациент кој што сте го оперирале од карцином на тестиси на Универзитетската клиника за урологија? 5-16 годишни возраст, тука некаде. Значи, толку рано се јавува, толку е намалена возрастната граница. А најстариот е 40, рековме, 40, тука е границата. Сме имале, реков, и после 40 годишна, ама тоа е реткост многу и тоа најчесто е семином. Тоа е најдобрата варијанта. Ја затоа повеќе пати го апострофирам тоа. Семиномот е најдобра варијанта од сите типови на тумори на тестис. Најмалку малигни, ако така можам да се изразам. Затоа треба да има редовни уролошки прегледи, не треба да се сведе се на само преглед. Апсолутно. Кога посоветувате се направи првиот уролошки преглед? Еве веќе на 15 години ако сте имале пациент, треба ли толку рано да одат? Кај младите не советуваме, не советуваме да се јавуваат редовно на прегледи тама работа. Него ако се примети нешто. Само ако забележат и колку често да ги прават само прегледите, еве еден совет од нив. Секогаш, знаете, поготово кај младите мажи, секогаш интересот е поврзан тука со сексуалниот чин и пипањето и на пенисот и на тестисите, редовна работа, при бањање евентуално. Така да секоја промена, било каква да е, било и на кожата нека дојдат, па ние ќе кажеме што е тоа. И ако нема врска со тумор на тестис, меѓутоа подобро е така да биде него да пропуштиме нешто. Иначе редовни прегледи тама работа кај млади мажи не. Од која возраст советувате? Па нема, од 40 година натаму за контролни прегледи. Контролни прегледи за простата. Ние кога прегледуваме све, и простата и тестиси и све. Така да, али после 40 година карциномите на тестис се многу ретки, изуzetно ретко тоа. Така да, за карциномите на простата, најчесто. И за бенигната простатична гиперплазија. Зашто и таа може малигно да се однесува со развојот на болеста. Иако нема малигно ткиво. 40 годишна возраст е некако таа граница, меѓутоа, ајде од искуство ќе кажам дека може би е претерано тоа да се јавуваат секоја година, али над 50 година би требало, еве да кажеме, да се јавува, посебно за откривање на карцином на простата. Тоа е она што е битно да се открие. Вела дека е непријатен прегледот? Прегледот е крајно непријатно, ама е единствен. Покрај другите прегледи се прави ректално, така наречена ректално тушење или со прст преку дебелото црево. Неопходен е тој преглед? Не може со ехо тоа да се потврди или исклучи? Не може, тоа е, ако не го направи некој, тоа ние го сметаме за грешка при прегледот. Аха. Тоа се гајдлајнсите по кои ние работиме. Затоа реков, работиме според медицина базирана на докази. И само така и никако поинаку. Добро, некогаш ајде кога брзаме, некогаш може да се случи и да не прегледаме, некогаш ако не иќе некој, ама тоа мора да се нотира. А се случува и да не иќе? Па има, ретко, али мора да го нотирате дека пациентот одбива преглед. Затоа што прстот е, кај искусниот уролог, е многу важен. Одлуката дали
ќе се прави биопсија или не. Без разлика на испитувањата. ПСА, како што ја споменавте, нели да биде покачено, меѓутоа секоја покачена ПСА не значи дека е карцином. Многу ќе направат превентивно. Ќе речат ќе направам јас Не, еден маркер така треба. и ќе бидат покачени и веднаш убедени дека имаат карцином. Треба да менаџираме тој да. Магнетна резонанца исто ни дава некои посебни зони во посебно овие новите мултипараметриски магнетни резонанци. Меѓутоа, без преглед, ако урологот искусен осети било каква промена во конзистенцијата на ткивото и поврзана и со овие претходни испитувања, тогаш може да индицира биопсија, затоа што биопсијата е најдобра работа. Само тогаш можеме да кажеме дали има карцином или нема. Други сите испитувања ние можеме да ни бидат само ориентир. Али ако направиме биопсија и докажеме или е БПХ, значи бенигна простатична хиперплазија и карцином на простата, испитувањата останати и лекувањето е дивергентно различно. Биопсијата исто се зема? Биопсија се зема во локална анестезија, се зема, тоа е рутински кај нас, секојдневие по 5-6 биопсии правиме на ден, под ехо, со ректална сонда. Пак е тој преглед незгоден, затоа што ректалната сонда мора да ја воведете во дебелото црево, бидејќи од тука најдобро се гледа и најдобро се зема биопсија. Има компликации, не викам дека нема, ама за среќа се ретки. Ретки се компликациите при тоа. И пак ќе ги нагласам тие гайдлайнси, секогаш ни кажуваат земајте биопсии. И така и правиме. Тенкоиглена е биопсијата. Тенкоиглена биопсија. Се прави грешка со оглед на тоа дека тенкоиглена биопсија или земате повеќе примероци? Имаме ние, да, од 10 до 12 примероци. Тоа веќе и специализантите го работат. До толку е рутинирано кај нас тоа. Реков, некојаш се јавуваат компликации за жал, меѓутоа тоа не ни дава за право да не правиме биопсии. Професор, јас ви благодарам многу за денешното гостување. Опфативме повеќе сегменти кои што се поврзани со машкото здравје, секако остана уште многу работи. Па да, тоа се различни теми кои треба да се дискутираат нормално подолго, меѓутоа... Но денеска го ставивме акцентот на еректилната дисфункција, сето ово станато во месецот на машкото здравје, сакавме да го потенцираме како нешто што мора да го направат уролошкиот преглед за да спречат. Па еве, еднаш годишно, еве да ги повикаме сите мажи, да кажем, од македонската популација, да доаѓаат еднаш годишно на преглед. Зборам на 45-50 годишна возраст. А тие помладите да прават само прегледи? Приметат нешто веднаш на уролог. Има уролози, фала Богу, низ држава. И доколку имате еректилна дисфункција, исто така на време да се јават, бидејќи има решение. Исто, да. Тоа е пораката која треба да ја пратиме. Така да мислам дека не е нешто страшно да се јавиш еднаш годишно на преглед. Професоре, многу ви благодарам што издвоивте време и дојдовте во студиото на Телма. Благодарам на поканата, секогаш ви ставам на располагање. Професор доктор Сашо Докчев, уролог-хирург, директор на Универзитетската клиника за урологија во Скопје, денеска беше наш гостин во студиото на Телма. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Пријатен ден.